Почитувани медиуми, нема крај на скандалозните имиња кои се поврзани со грантовите во вредност од 10,5 милиони евра доделени од Фондот за иновации. Зоран Заев застана во одбрана на неговите блиски соработници партиски функционери кои добија грантови во вредност од стотици илјади евра од Фондот за иновации, пари на граѓаните. Кога станува збор за затешкување криминал, Зоран Заев нема ниту срам, ниту перед. На листата покрај Анѓушев, Локвенец, наата на Цветанка Ласкова, председателот на ОО Кавадарци, денес се приклучува Александар Семенпеев, советник на Социјалдемократскиот сојуз во општина Богданци. Александар Семенпеев од СДСМ, кој заедно со својот татко се сопственици на печатницата Софија Доел Богданци, доби грант од Фондот за иновации во вредност од 1.058.541 денар. Да потенцираме дека печатницата Софија Доел Богданци во повеќе наврати има печатено рекламни материјали за Социјалдемократскиот сојуз. Дали можеби со овој грант се расчистуваат некои претходни изборни долгови од СДСМ кон печатницата? Особено е чудно и несфатливо за јавноста во целата постапка како е можно баш сите овие функционери во СДСМ да добијат грантови за своите бизниси. Гордиот директор Деспотовски, што со својот подпис поделил народни пари по фирми на функционери на СДСМ, само го отсликува криминалното владење на СДСМ и на овој картел на власт во Република Македонија. Самото тоа што Заев ги брани функционерите што зеле народни пари за своите бизниси, ја отсликува ситуацијата од каде ја црпат храброста за да си делат народни пари помеѓу себе. Нормално од нивниот ментор Зоран Заев, кој што ги брани и ги штити. Почитувани, јавното обвинителство не смее да фингира истрага, туку мора сериозно да ги испита сомненијата за криминал со поделбата на грантови во вредност од 10,5 милиони евра. Секоја несериозност од страна на органите на прогонот ќе биде доказ дека тие се под сериозен притисок на власта за да го покријат овој огромен скандал кој што ја затресе јавноста. За жал, гледаме дека на сите инволвирани, не им фали влакно на главата. Сите се на функциите на кои што беа и може да ги покриваат трагите и да ги уништуваат доказите. Впрочем, Заев застана зад нив и испрати сигнал каков исход очекува од истрагата. Надлежните во јавното обвинителство треба да знаат дека намерните или ненамерни пропусти кои ќе бидат направени во истрагата, кои може да придонесат за затварање на случајот без обвинение, ќе биде истражено, бидејќи нема граѓанин кој што не се сомнева дека криминалците ги добија своите 5 минути, а криминалот воопшто не се гони откако е СДСМ на власт. Граѓаните бараат одговори на следниве прашања. Дали по отварањето на случајот во јавното обвинителство се одземени телефони, компјутери на вмешаните во целиот скандал, за да се проверат сомнежите дека биле во меѓусебна комуникација или се оставени за да се избришат трагите. Дали и кој посредувал помеѓу директорот на Фондот за иновации и компаниите во добивањето на грантовите. Дали се точни информациите кои кружат од блиски извори до раководството на Фондот за иновации, дека во повеќе наврати наназад со недели пред да се доделат грантовите, се сретнувале во одредени скопски кафеани во канцелариите на Фондот, луѓе вработени во Фондот заедно со директорот и менаџментите на компаниите кои што добијат дел од грантовите. Дали ова можеби е најголемиот грабеж на народен капитал кој преоѓа во рацете на олигарсите на СДСМ по примерот на криминалната приватизација. Граѓаните заслужуваат одговори на сите овие прашања, а исто така очекуваат и одговорност од инволвираните во целиот скандал. Благодарам.